Тензична и напната атмосфера на седницата за пратенички прашања која помина во знакот на обвинувања, навреди, нецелосни и неконкретни одговори. Изградбата на коридорите, енергетската криза, судскиот процес од 27 април, главни теми на препукување помеѓу власта и опозицијата. Колку ќе биде нето поскапувањето на струјата од 1 јули по основ на 8% качување на ДДВ-то? Тоа ќе значи дека од 1 јули ќе има само по основ на ДДВ уште 8% поскапување на струјата. Во времето на оваа влада за една година се инсталирани и пуштени во мрежа 210 мегавати обновливи извори на електрична енергија. Капацитет поголем од капацитетот на еден блок на рек Битола, доволен да снабди потрошувачка на 10 града во Македонија со просечна потрошувачка на електрична енергија со 76.000 домаќинства. Тоа е справување со енергетската криза. Се она друго се приказни што вие ги раскажувате. По одлуката од Страсбур во корист на Елена Доцевска-Божиновска за собраниските настани од 27 април, од ВМРО ДПМН праша дали ќе биде покрената истрага за судиите, кои како што велат носеле одлуки, а знаеле дека ги прекршуваат човековите права. Дали се ова европски вредности, господине вице-премиер, кој овде ја злоупотребува говорницата и ни кажува дека треба да учиме од примерот во Америка? Вие требаше да учите од тој пример. Оние од 27 април кои што гнијат повеќе од 6 години во затвор се ваше дело. Ваше дело. Вие ги злоупотребивте за да сеете страф меѓу народот. Како не ви е срам да ги искористите луѓето и да ги фрлите на улица и уште да глумите дека се борите за нив? Па дојдовте сите не бевте за гласање ве овде за нив. Не ви е срам да лажите. Како не ви е срам? Сите доаѓате да се извинувате, како ништо не сте знаеле што ќе се случува. Како не сте знаеле дека пратеници има во прес-центарот. Опозицијата ги адресираше и проблемите од областа на здравството, образованието, надворешната политика, а премиерот Ковачевски од собраниската говорница се расфрлаше советувања дека стандардот на граѓаните ќе расте и дека Македонија ќе стане членка на Европската унија.